сите. Прв пат сме во Битола. Ова е терен на кој што досега не сме организирале трибини. И покрај тоа што беа и присуството го потврдија голем број на организации, денеска за жал сме во мал број. Добре дојдовте на трибината организирана од страна на Сдруженијето на млади аналитичари и истражувачи на тема Ефектот на странските директни инвестиции врз македонската економија. Сдруженијето на млади аналитичари и истражувачи е здружение чија цел е да го поттикне истражувачкиот дух во Македонија, а воедно и да направи и научни истражувачки трудови кои ќе бидат лесно достапни за пошироката јавност, но исто така ќе бидат и основа за понатамошна анализа. Сдруженијето на млади аналитичари и истражувачи моментално работи на проектот влијанието на владините субвенции за странските директни инвестиции наспроти нивниот ефект врз македонската економија и економскиот раст. Овој проект е поддржан од проектот МУСЕИД за отворено за граѓанско општество, спроведено од Фондацијата Отворено општество Македонија. Целта на оваа трибина и на сите трибини кои што ги организира Сдруженијето на млади аналитичари и истражувачи е да се поттикне јавна дебата и да се споделат размислувања на релевантни говорници за странските директни инвестиции во Македонија, со што би се постигнало креирање на подобри јавни политики за државата, а сето ова би било во прилог на целата заедница. Странските директни инвестиции се од огромно значење, особено за една земја и мала економија како што е нашата, а во Битола се наоѓаат индустријските зони, во близина на Битола се наоѓа индустријската зона Жабени, како и индустријската зона во Прилеп, чија цел е во идниот период да бидат двигател на локалниот економски развој во овој пелагонски регион. Оваа трибина е одлична можност да се споделат јавните размислувања за странските директни инвестиции. Досега, германската инвестиција од автомобилската индустрија Кромбарт и Шубер, инвестиција која што веќе неколку години работи во индустријската зона Жабени, додека пак во индустријската зона во Прилеп се најавени неколку инвестиции. Моето име е Славица Тодоровска и јас сум дел од тимот на Сдруженијето на млади аналитичари и истражувачи, а денес како говорници со нас се Горан Мајановски, кој што е програмски координатор на овој проект и кој што ќе каже дел од сознанията до кои што има дојдено од Сдруженијето на млади аналитичари и истражувачи. Со нас е и господинот професор доктор Димко Богаровски, кој што е професор на економскиот факултет во Прилеп, но исто така, значи бил и амбасадор во неколку држави, дел бил од Советот на Народна банка, како и заменик министер за финансии во владата на Република Македонија. Како и господинот Сашо Илковски, генерален директор на јавното предпријатие ЖД. Господине Мајановски, ве молам да ги кажете вашите размислувања и резултатите од спроведените анализи. Благодарам за најавата. Почитувани присутни, значи проектот на ЗМАј, влијанието на владините субвенции во привлекувањето на странски директни инвестиции врз и нивниот ефект врз економскиот раст има за цел зголемување на транспарентноста на владиното трошење во форма на субвенции за странските директни инвестиции. Исто така да го идентификува мислењето на јавноста за политиките на владата за поддршка на странски директни инвестиции наспроти поддршката на локални бизниси, да креира одржливи и ефективни јавни политики за изедначување на фискалната политика, за финансиска поддршка од страна на владата за инвестициите независно од нивното географско потрекло. Денешната тема на трибината е само дел од проектот влијанието на владините субвенции за странски директни инвестиции, кој всушност е дел од проектот на УСЕИД за граѓанско општество, спроведено од Фондацијата Отворено општество Македонија. Во денешното излагање ќе ги представиме дел од сознанијата до кои дојде тимот на ЗМАј во изминатиот период. Резултатите од целото истражување ќе бидат објавени во завршна публикација во април, која ќе биде достапна за пошироката јавност. На почетокот би сакале да нагласиме дека странските директни инвестиции се од огромно значење, особено за една мала економија како што е нашата. Тие создаваат нови работни места, вршат трансфер на технологија и знаење, ја намалуваат невработеноста, ја разгрижуваат
доноса свеж капитал. Јасно е дека инвестициите се неопходни за една земја да бележи позитивен економски раст, но се поставува прашањето до која мера се оправдани трошоците за нивно привлекување, односно дали потрошените средства за нивно привлекување, а потоа и за нивно одржување ги наменуваат поголностите кои тие ги носат за земјата. Истражувањето го поставивме на тој начин што сакавме да ги опфатиме сите засегнати страни во процесот. Како основен извор на информации го користиме Државниот завод за статистика, Народната банка на Република Македонија, Министерството за финансии и Централниот регистар. Дополнително, преку реализирање на состаноци со менаџментот на странските директни инвестиции во слободните економски зони, владини представници кои работат на оваа тема, сакаме да добиеме информации за состојбите, трендовите, резултатите и очекувањата директно од страна на најзасегнатите страни. ЗМАј предходната година спроведе анкета на 1118 испитаници на територијата на цела Македонија со цел да го испита јавното мислење за странски директни инвестиции. Ако ги проанализираме добиените податоци од спроведената телефонска анкета на локално ниво за Битола, Прилеп, Кавадар, Циресен, Кривогаштан, Крушево, Могила, Демирки, Саридомени, од анкетата можеме да заклучиме дека 55% од испитаниците сметаат дека ефектот на странските директни инвестиции врз македонската економија е позитивен, додека пак 18% сметаат дека ефектот е негативен. Повеќе од половина од испитаниците сметаат дека е неоправдано ослободувањето од данок на добивка за странски директни инвестиции, но исто така 91,6% од испитаниците сметаат дека македонските инвеститори треба да ги уживаат истите поголности како странските инвеститори. За време на истражувањето со помош на податоци од Централниот регистар на Република Македонија, заклучно со декември 2014, анализиравме 9 компании кои се корисници на државна помош, од кои 7 од нив се сместени во технолошко-индустријските развојни зони. Моменталната бројка на овие компании кои ги исполнуваат условите да добијат субвенции е поголема и се надеваме дека сите ќе бидат вклучени до крајот на истражувањето. Од анализата на финансиските извештаи од Централниот регистар на Република Македонија, заклучно со декември 2014 година, во 9 компании кои што се предмет на истражување, вработени се 9617 лица, од кои 3187 лица се вработени во 7 компании во рамки на технолошко-индустријските развојни зони. Сепкупно во Македонија по основ на нето исплатени плати во текот на 2014 година се исплатени 30.290.000 евра. Анализирајќи го влијанието врз вработеноста во Пелагонискиот регион, бројот на вработени во Кромберг и Шугарт на крајот од 2014 изнесува 1619 вработени. Исто така, ако анализираме нивото на вработеност во овој регион од Република Македонија по завршувањето на работата на Кромберг и Шугарт во 2011 година, кога стапката на вработеност изнесува 43,8%, на крајот од 2014 година стапката на вработеност изнесува 53%. Во претходниот период направивме анализа на движењето на просечната месечна плата по години од 2005 до 2014 година на ниво на преработувачка индустрија во која припаѓаат овие 9 компании кои се предмет на истражување. По влезот на првата странска инвестиција во декември 2007 па до 2014 година, просечниот месечен пораст на нето платата во преработувачката индустрија изнесува 44 денари, додека просечниот месечен пораст на нето платата во преработувачката индустрија пред првата инвестиција изнесува 59 денари. Со помош на податоци од Централниот регистар го посметавме и опортунитетниот трошок од ослободувањето на овие компании од данок на добивка и персонален данок. Во периодот од 2009 до 2014 година, опортунитетниот трошок на Република Македонија од ослободувањето на овие 9 компании од данок на добивка изнесува 16 милиони евра, а опортунитетниот трошок од ослободување на персонален данок на доход изнесува 10,88 милиони евра. По сугестија на представници од коморите, направивме анализа на опортунитетниот трошок кој се јавува од причина што одреден дел од земјиштето во технолошко-индустријските развојни зони е се уште неискористено. Севкупно 94,7% од земјиштето во 11 технолошко-индустријски развојни зони е неискористено,
и доколку би се користела за садење на автентични земјоделски култури за регионите низ Македонија, тогаш би се произвеле земјоделски производи во износ од 237.000 евро. Кога на оваа сума ќе се додадат претходно споменатите оптимитетни трошоци поврзани со даночните ослободувања, тогаш доаѓаме до сума од околу 28 милиони евра за изминатите 5 години. Со помош на податоци од завршните годишни сметки на Република Македонија од 2009 до 2014 година за економскиот развој на технолошко-индустријските развојни зони преку Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони се вложени 31,2 милиони евра. Во периодот од 2009 до 2013 година 84% од остварената нето добивка на овие 9 компании е акумулирана, 8% е наменета за покривање на загуби, а 8% е наменета во резерви. Па се поставува прашањето како да се поттикнат постоечките странски директни инвестиции да реинвестираат оваа добивка. Во однос на соработката на домашните компании со странски директни инвестиции, според извршниот директор на Сојузот на стопански комори, веќе 500 нивни членки имаат остварено бизнис релации со странските директни инвестиции во технолошко-индустријските развојни зони. За да бидеме колегијални и да не одземаме повеќе од времето предвидено за другите говорници, сакам на крај да најавам дека во рамки на проектот во април ќе биде објавена публикација и кој што ќе ги содржи сите детални сознанија од нашето истражување во претходниот период. Благодарам. Благодарам, господин Горан Мајновски, за излагањето. Има директорот на јавно предпријатие Саш Муковски, кој што ќе ни каже на Рамени, кој што ќе ни каже за состојбата во јавното предпријатие, заинтересираноста на странските директни инвестиции за влегување во оваа зона, како и дали можеби досега компаниите имаат направена соработка со македонските компании. Така. Основното прашање да одговорам, имаше некаков операција на некои проценти во однос на битол 2011-2014. Кои се те бројки, дали можеме да се навратиме? Да, ова се, значи... Може би било подобро да одиме на вашето излагање, да после на крај прашање? да завршиме со дискусија, каде што ќе можете и... Добре. Почитувани присутни, почитувани професор, почитувани организатори Удружение за млади инвестичари истражувачи, ви благодарам на поканата за присуство на оваа трибина, организирана од ваша страна и околу една дебата за ефектите од странските инвестиции врз денешната економија. Значи, свесни сме дека во денешно време, во трката на големите компании и во услови на светска криза за што поголем профит и намалување на нивните трошоци, било да се од аспект на оперативни трошоци, даноци, транспортни трошоци и така натаму, гледаме дека сите земји, вклучувајќи го и обкружувањето, се во една трка за странски инвестиции. Дури една Кина е во трка за странски инвестиции. Кадека да странските инвеститори сепак тоа е аспект од повеќе услови. Мислам дека напорите од страна на владата на Република Македонија во изминатиот период, почнувајќи прво нашата земја да се најде на листата на потенцијални земји за инвестирање, да се најде на листата на Doing Business, на Светска банка и други релевантни институции, во голема мера во последните години даде одлични резултати. И гледаме дека во последниве години стратегијата за привлекување на странски инвестиции функционира и понатаму ќе се движи со подобро, позабрзано темпо. Среќен сум што во нашата индустријска зона Жабини, која што првите предвидувања и првите визибилити студии за нејзина изградба и реализација кажа бројка од 5000 вработени на ниво на индустријска зона и период на развој од 20 години. Во моментот германската Кромберг & Шуберт вработува околу 2800 до 2900 вработени. Со 2015 година? Да, во моментот. Значи, зацртаната бројка од 5000 веќе се доближува. Изминатата година имаше почеток на изградба на капацитет за
од дрвната индустрија, значи, изработка, односно производство на пелети, тој е домашен инвеститор. Наредниот период, нареднава градежна сезона, најавена е изградба на турската компанија Челнок, која што се занимава во делот на земјоделски приклучни механизации, значи производство на тие машини. Постои од раните 70-ти години, нивните производи се насекаде во светот. И италијанската Натуралија Фуд, која што е во делот на прехранбената индустрија. Откуп, преработка, дехидрација, мелење на земјоделски зрнести производи и нивни пласман на европските пазари. Значи, пред да говориме од ефектот, значи, врз кои области би имале влијание, директно влијание и се рефлектирало ова присуство на странските инвестиции, би сакал да споменам еден друг ефект кој што е доста големо значење. А тоа е дека странските инвестиции генерираат еден трансфер на знаење. Пренесуваат нови технологии, креирање на нови работни места, креирање на нови производни дејности, значи, кои што досега сме ги немале. Влијаат врз развојот на човековите ресурси, врз капацитетот на човековите ресурси со одредени обуки, вештини, знаења. И исто така влијаат и врз пазарот на работна сила. При тоа, индиректно, на долг рок, зголемувајќи нормално и платите. Добро е тоа што особено многу влијаат и врз јакнењето на капацитетот на менаџерските кадри. Со присуството на странски инвестиции сигурно ќе се отвори на соработка и со образованието. Значи, во делот на средните стручни училишта, во делот на стручните факултети. Јас произлегувам од област на технички науки, значи како дипломец и како магистар по индустријско инженерство и менеджмент. Во моето образование немав некоја можност да имам некоја конкретна пракса или обука во моето студирање. Сега како колеги инженери, дали преку обука или преку пракса, или па директно вработени, сигурно ќе се запознаат со функционирањето на ИСО стандардите, со кајзен методата, анализа на работните места, подобрување на работните места, канбан метода, свот анализа и така натаму. Значи, тоа би го споменал многу, значи би го рангирал на многу високо ниво, преземањето на знаења, нови технологии, размера на искуство. Понатаму би сакал да споменам ова пренос, значи овој пренос и имплементација на знаење. Ќе се согласиме сите дека Кина го искористи многу добро. Значи, во изминатите 2 години имав можност 2 пати да присуствувам во Кина, да се запознам. Од нивна страна беше кажано дека тие во далечните 80-ти години почнале да привлекуваат странски инвестиции, насочени во делот на преработувачка производни компании, во делот на извозните компании. При тоа во тој период и сега, тие како земја ги нудат цели индустријски градови, цели индустријски паркови на располагање на странските инвеститори. Значи, тука не правиме споредба колку кошта тој индустријски град. Значи, таму имаме можност како инвеститор да одиме од утре да почнеме да користиме готова фабрика. Значи, ефектот е социоекономски. Од постојањето на индустријските зони, од постојањето на технолошките паркови и така натаму. Бевме и во посета на компанија од автомобилската индустрија, тоа е Geely Auto компанија. Значи, сега Geely Auto пред изминатите години веќе го капитализира шведскиот Volvo. Сега Geely Auto, во нивниот кинески автомобил, го има вградена последната технологија од Volvo. Значи, со тој пренос на знаење, направија производ Made in China, меѓутоа со високотехнолошки производ. Ако пред 20-30 години зборувавме за кинески производи и нивната стапка на раст и висината на платите, сега можеме да зборуваме дека Кина е скапа. Инаку во делот на ефектите врз домашното стопанство, ево и последните извештаи овој ден кои што се излага од страна на Советот на странски инвеститори, кажа дека минимум со 500 компании соработуваат странски инвеститори.
уште при самата одлука за инвестирање, значи почетокот на изработка на нивните проекти мора да се работуваат со архитекти, проектанти, градежници, градежни компании, адвокати, консултанти и така натаму. Откога ќе започне со работа, неизбежни се услужните дејности. Одржување, транспорт, храна, хигиена, обезбедување, разни резервни делови, материјали, царински, шпедитерски услуги и така натаму. Меѓутоа треба да следи сега една друга фаза во сработката помеѓу странските инвеститори и домашните компании. Тоа треба да биде едно доближување меѓу нив, каде што домашните компании би се јавиле директно да во воочи на дел од тие елементи за нивниот крајен производ. Значи, веќе се среќавате такви примери во Македонија. Ова беше и Штипската актива, кажа дека се работува со Лантул. Стручката компанија за лење на пластични делови под притисок исто така се работува со Лантул. Значи, треба да следи ова фаза каде што ќе имаме директна соработка, каде што паралелно со работата нивна, домашната компанија ќе има еден раст и развој и преку таа соработка ќе бидат и директни извозници на нивните производи. Секако ова соработка, значи домашните компании треба да бидат спремни на квалитет, на квантитет, на сигурна и навремена достава на нивните производи, на задоволување, значи на тие потреби и карактеристики и побарување од страна на странските инвестиции. Меѓутоа, од друга страна би значило долгорочна сработка, сигурна наплата, сигурен пласман на нивните производи. Исто така во делот пак на индустријска зона Жабини ќе се вратам, значи и италијанската компанија Naturalia Food и сега пред некој ден ќе се отвори фабриката за храна за производство на чипс, кој што ќе градат ладилници во индустријска зона Жабини, ќе имаат директна соработка со земјоделците, особено локалното земјоделие. Значи, целта е и фабриката за чипс и фабриката за зрнести производи да има добивачи македонски земјоделци, каде што во голем број, во голем дел ќе ги обезбедат нивните суровини за нивниот крајен производ. Над повеќе стотина сигурно земјоделци би имале сигурен откуп, би имале сигурен договор, сигурна исплата. Затоа што и едниот и другиот нивните производи ќе пласираат надвор. На крај, тоа би заклучил дека постоењето на странските инвестиции покрај намалувањето нормално на невработеност на кој што во Македонија имаше многу високо ниво, подобрувањето на квалитетот на животот на граѓаните, домашните компании целта да добијат една можност за паралелен раст и развој преку сработката со странските инвестиции. Благодарам за излагањето. Професорот Димко Покаровски од експертска гледна точка ќе го направи своето излагање поврзано со странските директни инвестиции и дополнително ќе ни слушнаме навести дека се бара терен за отварање на нови технолошки индустријски развојни зони, па доколку можете да ни го кажете вашиот став, дали е добро да се отвараат нови индустријски зони или пак да се направи вложување и да се побараат инвеститори со цел да се развијат веќе постоечките индустријски зони. Сега ме детерминира, ама добро. Јас ви благодарам. Ви посакувам успех, проектот да ви биде успешен, како млади истражувачи. Копкате, чепкате, барате, тоа што го има, тоа што го нема, тоа што може да го добиете, тоа што не можете, и само оваа алатка не е доволна, мислам на компјутерот, не е доволна за да добијате се од неја, од Ивонија нема, и ја збарав, па нема. Од аспект на проблематиката која што ни е поставена, ефектот на странски директни инвестиции во технолошко-индустријските развојни зони, индустријските зони во македонската економија. Ова прашање ќе биде перманентно актуелно. Долги години ќе биде актуелно, затоа што движењето на капиталот не го измисливме ние, не почна сега.
Тоа си е стара практика, која што капиталот, дали е краткорочен, онај hot money, скитачки пари, или долгорочен, овие одаат по брза заработувачка, собираат и бегаат, овие другите остануваат. Нас ни е цел такви да добиеме инвеститори со долгорочен капитал, со долгорочна ориентација, за да може да се покрени земјата, да се раздвижи економијата и да постигнуваме повисоки стапки на раст. Технолошко-индустријско развојните зони треба да постојат, меѓутоа ние премногу ги развлековме, тешко дека ќе видите понатаму опортунитетни трошоци ќе ви покажуваат уште поголеми бројки. И сега може секој град, ама тоа е тешко во секој град вие да определите простор, па и зона да развивате, па и секој град зона да добие. А тоа се должи па на она што кај нас е фалично, ние сме слабо покретливи. Немаме таква традиција да се движиме. Тешко е да се крените од тука да одите во Скопје на работа. Тешко е од Прилеп да одите во Кавадарци на работа. Инаку да патувате окей е, ама инфраструктурно не е доброто решено, но и самото тоа, ако одите таму, треба семејство да носите. Па брачен другар вработување, па деца школа и така натаму и така натаму. Има многу елементи што во развиените земји тоа многу полесно се решава. Не ми е намерата за тоа да зборувам, толку треба и ќе течи тој процес и понатаму, но не е така да се дисперзира по цела држава, кај што ќе може секој да развива технолошко-индустријско развојна зона и со тоа да кажеме колку сме развиени. Во крајен случај стапката наша на раст е и за ова година 3,5. Може би ќе ја ревидираме. Ќе видиме како ќе се одвиваат работите, затоа што на почеток сакам да кажам за милјето во кое што живееме денес. Ние живееме во услови на криза. Кога е почнат овој процес кај нас, која се забрзува. Меѓутоа таа криза нас како да не одмина. Бидејќи таа е структурата, тоа е нивото на развој, тоа е обемот на економијата, така да кризата не одмина. Таа си беше хипотекарна, па финансиска, па економска, пропаднаја банки, меѓутоа нашиот банкарски систем по-конзервативен остана, но остана здрав и стабилен. Тоа е една придобивка од кризата што сме имали. Сега па ни се јава бегалска криза, опасна. Европа најавува, што е парадокс невиден. Наша граница ќе гради, па Грција е во Шенген зона, нака гради граница во Грција. Нашава граница ние да ги соприме бегалците од Шенген зона во земја која што е кандидат за Европска унија. Па Шенген зона се брани. Не се брани во оваа земја, ние што можеме да направиме? Во крајен случај толку ни се потенцијали. Но ќе видиме, уште ми одзвонува тоа што кој беше еден Бајден или Кери кој ни рече од високиве државници на Америка, вие сте на линијата на огна. Понатаму имаме и политичка криза во Македонија. Денеска ја живееме и тоа има свое влијание врз сиот овој процес и надворешен и странски. Ќе се реши, како ќе се реши, ќе излезиме, како ќе излезиме од таа криза, но воздржаноста кај инвеститорите ја има, се гледа на одреден начин. Ево, јас само ќе ви земам квартали прв, втор и трет, четвртиот го неам за нето во милиони евра. Првиот квартал 2015 65 милиони, вториот квартал 44, 45 милиони,
третиот квартал 5,2 милиони и ова се податоци од Народна банка. Тука не сомневам. Четвртиот квартал го нема. Факт е еден. Треба инвестиции. Тие на одреден начин ќе го подобрат извозот. Податоци кажуваат некаде за пред 2 години 35% е зголемен извозот, 21% увозот намален. Подобрување имаме во платно-билансната позиција, подобрување имаме во трговскиот биланс како дел од платниот биланс, подобрување имаме на инфраструктурата, имаме бар така е концептот, она што е позитивно во сето ова го зборувам. На среден рок сакаме да биде 5,2% стапката на странски директни инвестиции од бруто домашниот производ. Ево овде еден график јас сум изработил, може да го погледнете графикот. Еднаш сме достигнали 8,3. Меѓутоа, после тоа имаме нагло спуштање надолу, така да сето тоа од 2009 па до 2015 тоа оди надолу и некаде се движи тука. 2,3, 1,7, од 8,3, 8,4 и така натаму. Тоа значи дека ова посакувана стапка на долг рок или на среден рок, не знам дали ќе ја постигнеме, бидејќи и многу вариабилно е овдека движењето на странските директни инвестиции. Од аспект на билансните состојби, јас гледав, извозот е некаде во долари, не е проблем. Сум ги запишал доларите, мада доларот оди нагоре, може да дојде до доближување со еврото, може да не може да. Пазарните законитости се немилосрдни и нив не можете да ги предвидувате. Меѓутоа, исто и со франакот, па со јуанот, затоа што живееме во време и на валутни војни. Франакот скока, паѓа, јуанот скока, паѓа, ама сега се повеќе и повеќе паѓа, рублјата се повеќе и повеќе паѓа, цената на нафтата дојде до некои граници кои што на Европа и одговараат, и нас ни одговараат, ама сето тоа не може да го предвидите до кога ќе се движи и како ќе капацитетите вие димензионирате, не сме резистентни од аспект на намалување на цените. Цена на нафта паѓа, енергенси со ниски цени, ама цените на домашните производи малце да рипни цената, од нас сме чувствителни, ќе пораснат цените. Така да, сето тоа си има одраз и врз проблематиката за која што зборуваме. Треба да се создаваат поволни услови за натамошен прилив на странски директни инвестиции, во смисла на тоа што покрај нив треба да ги земеме и домашните. И директорот на јавното предпријатие кажа, тоа значи дека и домашните инвеститори сега на новинарите му давав изјава, јас сум за егал бенефиции, погодности, кои треба да ги добијат и тоа Кина што правила. Кина и ние не сме за споредба, не сакам да негирам ништо. Јас ќе ви кажам, и Полска истото го правеше. Меѓутоа, кога влезе во Европската Унија 2004 година, од 2005 година натаму, ни за една година, додека бев тамо, како амбасадор во Република Полска, која што е единствена држава од Европската Унија, која што не призна во 2005 година како Република Македонија во билатералните односи, тие гаат големи симпатии према Македонија, ама инвестиции не.
Едно искуство. Значи, имаја по 10 до 14 милиарди евра инвестиции, странски директни, нема бренд светски кој што не е влезен, и тоа динамизира економијата. Полска во криза и во депресија не влезе. Јас и тогаш и сега сум разменувал 4,20-4,30 злоти за 1 евро, па и сега е исто. Тоа значи дека имаат изградено пазарно функционална економија, што не ни достасува нас. Има и тие криминал, ама се соочија. Има и тие дефекти, ама правни ги разреши, ама да и сега му се јавуваат со Уставниот суд, но тоа веќе не влијае многу. Добија пари, бенефити од Европската Унија 2006 60 милиарди евро. Добија пари од ФИФА, од УЕФА за организирање на Европско првенство во фудбал, едно 50 милиарди. Што им кажував на вашите пријатели, Висла потече од евра во тоа време. И нормално дека Полска не ја почувствува кризата, со оглед на тоа што имаше и респектабилна и компетентна влада, немаше политичка криза и сето тоа го искористи да Полска ја динамизира својата економија и вработеноста која јас се припремав за да одам во Полска беше 25%, во едно време 2007-2008 година веќе се симна на 9-10%. Немаја работна рака која што ќе им помогни во земјоделието да го оберат, да ги соберат јаболката, да ги соберат вишните, да ги соберат малините. Немаја. Сега тоа се должеше на еден дел што замина во странство и вработувањата кои што беа внатрешни во Полска. Тоа значи дека бенефитите ќе ни се зголемат доколку станиме и членка на Евроатлантскиот сојуз, и членка или препорака за преговори покрај познатата причина, неќам ни да зборувам повеќе, со Грција за името прашањето, конфликт или недоразбирање или не знам како да го наречам, ако почнеме преговори и се припремаме за влез во Европската Унија. Меѓутоа тоа малце го заборавивме последниве години. Малце го заборавивме тој процес и е заостанат. Вир сега висиме да го изгубиме и статусот, да изгубиме и препоракат. Ќе видиме што ќе се случува понатамо. Јас не сакам да гатам или да гледам или да предвидувам. Тешко се во политичките процеси, па и во финансиските процеси, тешко се предвидува. Кој ќе ми рече некој дека јас предвидов, ветер предвидов. Кој предвиде дека франако од 50 на 59 денари ќе се зголеми. Па сега еве го купува луѓе и преку 60 денари, па сега еве го франако на 56 денари. За нас ако купиме 100 франци или 200 франци, тоа многу не менува, меѓутоа на пазарите на пари, на пазарите на капитал, тоа е многу значајно. Тоа значи дека треба да се создаваат услови ние да овие бројки кои што ни се еве од 2010 година наваму, кои што се бројки, ја ги имам податоците, ќе ги оставам, 156, 344, 131 милион, 229, 197 и ова година не знам колку ќе биде, до сега се некаде 105, 106 милиони, ќе видиме четвртиот квартал, ќе крени таа бројка, но тоа е според светскиот Обединетите нации, ние сме долу со странски директни инвестиции, на дното некаде. Во регионот заостануваме исто така. Но добро е
да знаеме да ги од сето ова влечиме искуство, да имаме стабилна макроекономска политика, стабилна политичка состојба во државата, стабилни меѓуетнички односи во државата, за да имаме и добра соработка во обкружението наше, добрососедска политика, затоа што сите на некој начин не се тоа што треба да бидат соседи. Со Грција, името со Србија, црквата, черешите па се, не зависи тоа од нас. Треба да се работи, треба да се градат односи. Со Бугарија, јазикот или, не знам, нацијата, исто сме, кој ќе ми речеш амбасадорот бугарски, па ние сме исти народ. И исти сме сите, и ова амбасадорката на Северна, на Јужна Африка, и таа е како човек добра. Ја луѓето ги делам на добри и лоши. Поентата му беше друга, разбира. Сите на некој начин не присвојува, сите на некој начин не оспорува, ама треба ние да бидиме тие што низ иглени уши треба да се пробиваме, за да точно ова го надминуваме и создаваме услови. Мала ни е соработката сем со Србија во надворешно-трговската размена, но и Србија грчевито се бори. Сега овдека поволни услови. Јас сум за тоа. Еве ти 18% ДВД, не плаќаш 10 години. Еве ти персоналец 10%, не плаќаш. Еве ти добивка реинвестирана 10 години, не плаќаш. Тоа се добри погодности. Тоа се добри погодности, ама да бидат врзани со останување на еден подолг рок. Ние даваме се, ама не знаеме колку даваме. Тоа е проблем. Ние немаме податок колку имаме извлечено, нема ни Народна банка, за се ова што е како странски директни инвестиции, кој колку поволности има добиено од страна на буџетот, од страна на државата. Тоа е нетранспарентно. Тоа е процес нетранспарентен. И затоа реков, дајте да биде тој транспарентен и дајте домашните инвеститори со тоа што е транспарентно, толку колку добиваат странците, нека добиваат домашните, да видите дека и тие ќе почнат да инвестираат и да вложуваат и да ги користат бенефитите. Имаше Агенција за поддршка на развој на предпријатијата во Министерството за економија. Многу малце пари, или за конкурентност беше. Сега ми се измеша, многу агенции се. Ама многу ситни пари добива таа. Така да не може со тие пари нешто да поттакне. Понатамо, вкупните вложувања, реков, се ниски. Ако гледате во овој период на време, се уште немаме. Сето тоа добива што е најлошо. Мене и пољаците често ќе ми рече, со политичари не ќе да разговараме, дај ми стопанственици да разговараме. Има политичка повеќе димензија. Конотацијата така ја воспримаме, ја перцепираме. Ние, како влада, ова го сториме. Ти си слуга на народ и треба да го сториш тоа што треба да го сториш. Меѓутоа, кажи ми колку си потрошил пари. Колку чинат роуд шоуата, колку чини ние што шетавме да со 30 фирми разговараме, колку чини тоа што имаме промотори во странство, ние не знаеме од сето тоа кој е ефектот, дали е соодветен на ова што тие дошле во Жабени, ќе дојдат во Прилеп, мада пуштивме во Прилеп, па ја растуривме таа работа, ќе видиме, напролет се гради објектот и ќе биде. Значи, да се избегни, ме прашуваше новинарката, дали невладините организации како работодавачи, ако реагирав, не може работодавачи да бидат тие,
тие може да бидат сапортери, да помагаат. Меѓутоа, од невладините тешко. Овде политичкава димензија кога ја зборувам, ние знаеме на што мислиме. И така оди тој процес, така одат тие вработувања, што не е добро. Понатаму имаме воздржаност на инвеститорите. И она што е малце Сашо ме поттикна, добро е тоа што почнува веќе тој процес да се развива, меѓутоа кај странските директни инвестиции имаме неразменливост на добрата внатре во економија. Ќе донесат тие ноу-хау, нови искуства, нови знаења, нова технологија, ќе го поправат платно-билансната позиција, меѓутоа нема разменливост. Тоа значи увозот се зголемува, извозот се зголемува, не добиваме, дојдеме еден на еден принцип на лон работа. Плюс тоа ниски плати, и кога ќе видите од сето тоа, а така настапувавме, така беше концептот. Македонија има ефтина работна сила. И сега од сето тоа, реков дека имаме во сиот овој процес и големи гафови, кои што ги забораваме некогаш кога ќе зборуваме, да ги споменеме. Се сеќавате вие на Шведмилк? Не. Та беше гринфилд инвестиција. Пропадна. Останаа сточарите, сточниот фонд ни е намален и покрај субвенциите што државата ги дава. Оскарсон замина, јас за Шведмилк разбрав во Латвија, во Рига. Амбасадорката беше во Рига, во Министерството за надворешни работи, таа ме прашува дали знаете што се случува со Шведмилк. Не знам. Јас знаем, бидејќи директно бе врзан со Шведмилк, по друга линија, кај што изгубивме 100 и кусуро илјади евро. Го нема Оскарсон, го нема чувениот Моше Баум, нема извештај од управата за јавни приходи, што е сторено, нема барања, нема истраги. Вие дури не знаете. Не па да ве прашам зошто почна војната во Ирак. Садам Хусейн имал атомско, хемиско, биолошко и така натаму. Млади сте и зато не знаете. Ја не ве обвинувам, ама нема ништо од сето тоа, која грешка е, извинете, ама го растуривме Ирак. Така и кај нас грешка е, го украдоа Шведмилк, останаа проблемите по сточарите, кој пропадна, кој сточниот фонд се намали, продадоа, се раскрчмија и ја дадовме една прекрасна фабрика, се продаде, мислам, во безцени. А та беше добра гринфилд инвестиција. Нас ни треба точно тие гринфилд инвестиции, чисти инвестиции. Понатаму, сигурно дека се сеќавате на чуениот Субрата Рој. Никој не зборува, човекот отвори, дојде, трактори, зедовме дури од Битола, ора со Зорана, министерот за финансии, зеда нови трактори, Зоран се нема качува на трактор, зеде седна ора, површим. Човекот затвор. Со кој типој ние работиме? Со кој проблематични луѓе работиме? Па понатаму еве Продис. Има, нема пари, никој не дава, ќе остане, не останува. Зато реков, транспарентноста ја нема. Сето ова се влијанија кои што малце ќе ги воздржат странските директни инвеститори. Понатаму, нискиве плати, еве имате едно селење Джонсон Контрол со кој што сите се гордеевме и викавме, го даде на Вистеон кажува ќе се затвори. Се дали Джонсон Контрол нешто во Штип ќе отвора, не знам,
ама треба да видиме. И на крај тука ќе завршим. Процесот треба да биде транспарентен, треба да имаме пазарно, да градиме пазарно функционална економија, здрав, стабилен, правен систем да имаме во државата. Она што регулаторна гилотиња ја зборуваме, тоа е само повеќе на хартија работа, отколку дојдете да отварате фирма или да затварате, пак ќе видите како. Но не е битно тоа, барам значи да има здрава макроекономска политика, структура на стопанство, компетитивност на домашното стопанство, законската легислатива да не се менува. Сега, едната партија, другата, ние ќе уведеме друг даночен систем, други стапки на данъци. Ни едно е добро, ни друго е добро. На еден долг рок вие ќе оставите да знаат луѓето со кого имаат работа и да си направат калкулации и стратегија како ќе се развива таа фирма тука во Република Македонија. Така да ние сакаме, а од друга страна не го правиме тоа што треба да се направи. Без овие услови, макроекономска стабилност, политичка стабилност, стабилен правен систем, стабилни институции, владата може да се менува, ама институциите да бидат тие која што ја водат државата. Без партитократија не може вака да оди на долг рок. Сето тоа нема да дава резултат. Према тоа се моите забелешки и моите видувања од аспект да примаме странски директни инвестиции и тие лагодно да се чувствуваат, но и тие што ќе ги вработат да видат бенефит и од знаење и искуство, но и од материјални примања кои што ќе ги добијат, за да може од сето тоа да извлечиме повисока стапка на раст. Со 3% ние за 40 години рачунавме со студентите на овој БДП кој што го имаме, едно 40 години да го достигнеме просекот на Европа. Ја некојаш се шалам со нив, му велам, имаме годинава стапка на раст 3%, а бруто домашен производ 10 милиарди година, 20 до година, 40, наредната 80, и вака ме гледа, па ви зборувам глупости, велам, тоа е нонсенс, економијата не го познава. Нас ни треба една конзистентна стапка на раст од 6 до 7% во еден подолгорочен период, за да можеме на некој начин да се доближиме до европските земји, односно до земјите онаму каде што ние тендираме. Темава крај нема. Јас неќам повеќе да ви зборувам. Ако имате нешто да не прашате, прашајте не. Ако не, ви благодариме и што дојдовте, не се слушавте. Јас ќе ги поддржувам секогаш младите истражувачи. Добро е да останат тука од и овој тренд кој што ние, оние кои што знаат, оние кои што умеат, оние кои што се сигурни во себе, пак ни бегаат надвор. Тоа е опасна работа. Ние колку ќе примиме странски директни инвестиции, како нето извоз на капитал, нас ќе ни појдат и информатичари, и инженери, и лекари, и не знам од кои други професии, ќе ни појдат во странство како готов производ. Па тоа и се дешава моментално. Па јас свесен сум, затоа го оставам на крајот тоа да го спомнам, тоа значи зато треба сето ова да дојде стварно до едно упристојување, затоа што има еден многу симпатичен пример од Брод Македонски. Докторка дипломирана, нема работа да се запосли, која што знае и англиски и германски, нема работа во Брод од политички причини, не ја вработуваат, се отиде во Франкфурт, професор уште наредниот ден и го даде мантилчето, тера и работи
ќе специализира и ќе биде вистинска докторка, ама брод ќе нема доктор. За жал. Имаме кардиохирург врвен во Франкфурт, кој што не можевме да го вработиме на клиники во Скопје. Врвен кардиохирург. Сега да се врати. Не се враќа. Дека си одиме. Не се враќа, во тоа е проблем. Јас тука завршувам, ви благодарам многу. Благодариме професоре на вашето излагање. Сега да прашам дали имате да поставите прашање. И не, Да, дополнително Сашо, публиката Сашо, на пута Ај, да публика. помеѓу говорниците Хајде, да Сашо, зададат крајте меѓутоа. прашањата. Добро. Се кажа професорот, немој што да поставиме прашање. Јас се трудев професорски така како што јас гледам. Да, И позитивно, и критички, и како понатаму. Сега, вие на тоа, ако имате забелешка, повелете. Или Никако. дополнете. Никако. Критиката мора да постои за да може Ма, да се сакам направат критика, добри како не. работи, преди тоа што доколку нема критика, нема да Така е. се напред. Професор, тема Конкретно има за- за зборање, така да никој не може да се Да. заврши. И вечно ќе биде таа тема. Благодарим господин Илковски, вашето прашање до господинот Мајановски. Проектите се битува и процентите. Тоа е само ставка на вработеност. Ставка на вработеност. Да, ставката на вработеност, значи тоа е работното способно население над 15 години. И значи 43,8% или 43,8 луѓе на 100 биле вработени од работно способното население во 2011 со влезено во Конвертишуваат, во 2014 се 53,5 е ставката на вработеност. Добри сте вие што функционирате. Нас ми се случи непријатно со Гентер. Прво една непријатност со студенти кои што беа таму и пријатели во Украина на едукација, третман на животинчиња. Вака, вулгарно кажам. Никаков, незаштитен. Ај, то го поминаа, се вратија тука, џемити ја отвораме фирмата, но фирмата сега се гради. Ајде да се надеваме дека до пролет ќе втаса. Некој му откажа договорите, некој ќе се вработат, некој не. Бар вие терате за поздравувањето. Мене не ви јасно, ова со фабриката за чипс. Тие ќе работат за извоз во зона или ќе работат и за македонски пазар? И двете. Значи, И двете. наши селеник во Австралија, инвестираше во фабриката за чипс, продолжува на релација Македонија-Австралија. Добро. Производите ги пласира во Австралија, нормално за... Ти го слушнав, едвам ги чека таму производите, 15 на години. а чипс да носиш во Австралија е нест. Таму е познато дека Не, не. компании кои што ги пласираат македонските производи. Не, морети. Од Наши време од на комора Ланц. се растурио додење до Австралија направија код Крушево. Ама нема ништо, нема ефект. Имам прашање, вака, индустријските зони, затоа што да ги истражуваме конкретно компаниите што добиваат субвенции од државата. Сега, индустријските зони се под дирекцијата за технолошки индустријски развојни зони или се под општина Битола? Ние под општина Битола се. За овие што се новите погони, новите фабрики во Жабеди, дали имаат исто така придобивки за од типот на ослободување од данок на добивка од персонален данок? Значи, спрема висината на инвестиции, бројот на вработување може да се обради по државните институции и да разговараат во делот на државната помош. Турската челнак, знам дека имаше разговори, преговори. Со овие 4 компании, со трите нови, ќе треба да биде достигната бројка од 5000 вработени во Жабеди?
Челмарк добрователя около 150, италианската инвестиция около 50-70, значи сега да кажем во тој момент визибилити студијата која била правена во 2008 година, 2009, кажала бројка, таргетирале бројка од 5000 вработени во индустријска зона Жадар. Во моментот, значи таа бројка е близу 3000. Исто изградбата на железницата ќе придонесе за развој на самата зона, ќе има претоварна станица со придружни објекти. Последната година 1200 вработувања во Кромбар Тишеве, бидејќи заклучно со 2014 мигнети извештаи кои што се, и на 1619 точно. Во моментот околу 2800-2900. Значи, Пак плюс нивна официјална бројка ќе Ми чекаме извештаите да излезат со заклучно така. со околу 2019. 2800 вработени во моментот. Нешто што ќе се согласам е, мислам и анкетата која што направивме ние за, ќе се навратам на излагањето на професорот, и анкетата која што направивме на ниво на Македонија. Од 1118 испитаници, 85% од можете да видите тука во да, во брошурите. Значи 85% од граѓаните сметаат дека македонските компании треба да ги имаат истите ослободувања како и странските. И доколку се навратиме на прашањето за ослободувањето од данокот на добивка, дури 70% од собствениците на бизниси рекле дека се против тој ослободување, така да би требало државата да направи напори за да им даде, ако не истите ослободувања, преди тоа што нели мора да се направи некој модел за да ги привлече странските инвеститори, да оди во насока на поголеми субвенции на домашните компании со цел да бидат поконкурентни. И сето тоа вложување на странските директни инвестиции, они да имаат финансиска моќ и они да бидат конкурентни на компаниите со бенефициите кои што ги дава држава. Последниот пример, точно во Бунерџик беше глесна македонска компанија. Да. Со тие услови нормално висина инвестиција број на вработени. Да, исто Иначе така во се- делот на индустријските зони не се лимитирани како висина на инвестиција број на вработени. Борет, тоа се прашања, дали уште еднаш ќе ве прашам дали може би сега да поставите некоја прашање? Да не инсистираш. Професоре, вие до господинот Мајановски или до господинот Саша? Јас немам ништо што да го прашам него, вие само продолжете, истражувајте, ќе придонесите со тоа што пошироката јавност ќе осознае некои работи, тоа да се објави, тоа да се публикува, за да знаеме од и ние како професори мака мачиме, јас е од кога ми се јави првиот пат, не можам да најдам. Отвори по зона, отвори во друга зона, не може да се најде. Јас сум работел, ние добивавме задачи 30 фирми месечно да посетим. Една голема фирма, сеќавам, ме посети во Бјал Исток за машини за земјоделство и сега на крајот, која заврши се презентација на газда, му јас сум од Македонија. Тогаш уште немавме пропаганден добар материјал, така едно CD имавме преведено на полски, ама добро се разбравме што ми е намерата. Господин амбасадор вели, мене ми треба Пакистан, мене ми треба Русија, мене ми треба Индија. Ова фирма е 3000 вработени, треба да произведува, ама јас викам ние цефта и пазар имаме од 600 милиони, тоа е друга работа. Мене ми треба држава кај што ќе можам да влезам и да отворам погон, што ќе правам. Треба да разместувам од тука таму. Меѓутоа, треба да се работи и да се представува државата со сета сериозност, поготово во дипломатијата, со сета сериозност, затоа што странците, ако вие излезете одовде надвор и почнете да зборувате лошо за собствената држава, пак макар колку да била лоша, одма ве изфрлаат од ток. Неќат едноставно такви луѓе кои што својата држава, ако тие својата држава ја неќат,
тогаш нивната не би ја сакале никогаш, па што и да би му дал. Према тоа треба и дипломатски, и кај секој со пиетет према собствената земја, а тоа што се наши проблеми, ние ќе си ги решаваме внатре, ние сами. Може би сега еве не можеме, се заплеткавме, меѓутоа ова ќе ни биде добра школа за понатаму, проблемот сам да го решаваме. Имаме ние проблеми, многу за решавање. Меѓутоа, точно е треба да знаеме ние што и која стратегија и која структура на стопанство ќе ја градиме, за да можеме по систем на образование со што да одиме. Јас ве прашувам вас сега. Немам ништо против Кичево. Кој е резонот во Кичево да имаме ние правен факултет? Па исторена паралелка во Битола. Еве, кој е резонот? Кој ќе се одлучи да гради кариера во Кичево, академски? Еве, размислете сами. Ја не ќам да повредам никого. Меѓутоа, не може тоа да функционира така. А кој е резонот да имаме 20, 22, 3 правни и економски факултети? А не ода на оно што Саша зборуваше на техничките факултети. Кој е резонот ние да имаме Кембридж модел за основно образование? Нема англичаните, тој не го спроведува. Тоа се продава. Да е ова наше милје што бара, нашите деца на кое ниво се, ама и нашите наставници на кое ниво се. И да не навлегуваме понатаму, тоа значи дека во широкиот комплекс на макроекономските политики и стратегии ние треба да знаеме кај се движиме. И што сакаме од сето тоа, како фидбек да ни се врати. И сега Кембридж, што ако е Кембридж? Ништо од сето тоа не. Имаме ние доволно учени луѓе, ние болонскиот процес го применивме, ама во 22 факултети економски, кај што се дисперзира луѓето, студентите, и кај што мала бројка имате, кај што немате ни пари од сето тоа, ја немам асистент, ќе си одам пензија. Еве, на есен немам асистент. Нема примање асистент. Не значи дека факултетот ќе пропадне. Ќе го земи некој, ама добро е да таа политика се води и се спроведува. И маса други на работи, ама ние тоа сами внатре да си го решаваме и да најдеме ни слобода на говор, ни слобода на критика, ни слобода на изнесување на мислења. Така ќе станеме и побогати, и покреативни, и точно ќе бидеме спремни за оваа работа, која што, реков, нема крај, нема застанување, ќе ја придобиваме. Само слободоумни луѓе можат ова да го работат и да го продолжат тој тренд понатаму. Ви благодарам на сите за вашето присуство денес, на господин Латиковски, на господин Шукаровски, како и на Мојановски. Би сакала да ви кажам дека Движењето на млади аналитичари истражувачи ќе продолжи со анализата и сите добиени сознанија ќе бидат објавени во април во една завршна публикација, која што ќе биде достапна за целата јавност. Би ве охрабрила да следите нашата работа и се надеваме дека ќе се видиме следна прилика. Благодарам. Благодарам што не канихте.